Закон за урбанистичко планирање. Уште еден со кој сечија фантазија може да стане реалност само ако се додаде магичниот збор стратешки проект. И овде морам да допрецизирам и да разочарам, бидејќи не сечија мечта може да стане реалност, туку само она на владеачкото мнозинство. Ова е почитувана јавност закон со кој урбанистички проект ќе се одобри без претходно да се организира јавна дебата и јавна анкета. Едноставно автопатите од коридорот 8 и 10Д ќе си ги одобрат само експертите или, како што колегата Јованчев вчера ги нарече, талентите од владата на Ковачевски. Овде ниту најповиканиот, а тоа е министерот за транспорт и врски, не сме да се произнесе, да не сме му во кожа. Овде, на денешниот предлог на закон, имаме приложено повторно празна кореспондентна табела за усогласување со европското законодавство, но сега истата, замислете, е само со подпис, покрај кој нема име и презиме, нема ниту датум кога истата е подпишана. Можеме само да си замислуваме кој е подпишан и како овој документ е дозволиво да излезе од влада и да влезе во собрание, а без основните исполнети критериуми. Ова е предлог на закон кој не смее да започне да се разгледува, а не пак да помине на Комисијата за европски и сега да стасе и на пленарна. Затоа и вчера реков, ова стана земја без законија. Па ќе слушнам по некои од владеачките пратеници како неуспешно се обидуваат да го бранат овој криминал и велат дека и проектот за автопатот Кичево-Охрид бил без предвидени надвозници, клучки и така натаму. Да ги запрашам како тогаш за овој автопат ја официјализираа започнатата изградба, а самиот Ковачевски призна дека нема основен проект. Па ќе слушнам други, сега веќе владеачки пратеници, кои до вчера беа најхрабрите борци против криминалот и корупцијата, како велат дека корупцијата била нормална работа и дека вистинитоста била поважна од точноста. Па отворете Википедија, зборот вистинитост, првиот синоним ќе му биде точност. Веќе не знаат што да изберат за одбрана на овој криминал, како долгогодишните борци за правда и за мир, така и тазе станатите владеачки пратеници. И едните и другите се фатија на истото оро сега, па пробуваат синхронизирано да пеат една иста песна, ама некако оркестарот не им е наштиман, па тој свири едни ноти, а овие играат по други. Може би си вежбаат луѓето во надеж дека еден ден вистина и точно ќе се случи пуштање во употреба на овие автопати, па да ги имаат научено сите ора и чочеци. Не знам колку ќе ги извежбаат, ама убедена сум дека ќе имаат не само ситно, туку и многу крупно да им фрлат нешто на музикантите, како што е нашиот обичај, бидејќи за ваков блам предпоставувам дека добро ќе бидат наградени. Да се навратам повторно на автопативе и да направам една паралела меѓу возможното и невозможното. Се обидов денес, доаѓајќи на кај Скопје, да избројам колку вкупно објекти има изградено покрај самиот постоечки автопат Гостивар-Тетово. Мислам дека се повеќе од 30, но мислата ми одлета кон еден одличен предлог за оваа влада, па не стасав точно да избројам. Поентата околу бројањето објекти ми беше како без основен проект оваа влада има испланирано брзо да го изгради автопатот помеѓу Тетово и Гостивар, ако има само 30 веќе постоечки објекти. Еве и нека не реагираат собствениците, иако залудни ќе им бидат сите реакции и тужби, бидејќи она што оваа влада го наумила, а без основен проект, секако ќе го реализира, реагирале или тужеле луѓето seедно, како и кога оваа влада истите ќе ги руши и врзнив ќе го изгради автопатот. Колку брзо ова би се случило, или да не прашуваме многу однапред, сега е најбитно закониве да поминат, па после ќе се мисли за брзината на градба и за изведбата. И сега, кој ми е одличниот предлог, кој одлично би се одветствувал на актуелнава власт? Имено, предлагам еден Вестгейт мол или отворен груби пазар на автопатот Гостивар-Тетово. Ама не е предвиден, ама нема проблем и онака ништо не е предвидено, освен провизијата за животниот проект на груби. Сето отпосле ќе се наградува. Па зошто да не се изгради еден ваков пазар на отворено? Премногу уникатно, впрочем, каква што ни е и владата. Па замислувам на самиот влез, бидејќи секогаш ово е на самиот влез, тезга да има марички. Сега дали на тезгата ќе се продаваат бифтеци или нешто друго, тоа оставам на вашата имагинација.
Следна нека е тезгата на Николовски. Таму може да се продава путер, ама може и пелети да одат добро, бидејќи секако тој наевтино ги набавува. Веднаш до него нека биде она на Меджити. Тука би можело на црно да одат инсулини, хемотерапии или трикафта, например. Веднаш до Меджити го замислувам Шачири како на глас вика: ајмо народе 3 за 100, нека се учебници или свидетелства и едните и другите ќе се распродаваат како алва. После ова нека следи тезгата на Бектеши. Тој би можел добро да се покаже со лиценци за концесија. Да не го изумам и Оливер, тој може да продава пасоши за криминалци. Влезот за нив секако ќе е безбеден и слободен, исто како и за странските работници на коридорите, кои ќе можат без работни дозволи да работат од утро до мрак. После него тезгата на Петровска. Тука може да бидат изложени специјални профили на оружје како понуда за НАТО пазарот. Бисера на својата тезга може и највредниот македонски артефакт да го стави на продажба. Се може Бисера. Тренчевка ќе биде отсутна, како што беше и приносењето на законот за работни односи, мислам безгласна. Незината тезга ќе работи заменик министерот, барем да му обезбедиме една пристојна работа, откако правниот систем би се разбудил во оваа држава и би го повикал на одговорност за неговиот ставен подпис на празна кореспондентна табела. Бочварски ќе го оставиме да го прави основниот проект и да не се занимава со Пазаров. Сега, мал или голем проблем ќе е каде да бидат тезгите на Ковачевски и Груби. Дали на средина на Пазаров или Молов, каде е предвидена голема фонтана. Па може и без фонтана, бидејќи луѓево заслужуваат централна позиција. Тезгата на Груби ја замислувам со маички и со можност за печатење на истите на лице место. Че ги има во сите бои и големини и да, че има можност за печатење на сите јазици. Тезгата на Ковачевски ја замислувам со тазе јајца. Кај се намачи човеков со јајцата, барем и нека ги раздаде, цена по договор, како и досега. Има да врие од народ во овој Вестгейт или Груби базар. Че не може ниту да се види, а уште помалку да се чуе министерката Грковска како на сиот глас вели дека ова не е во ред, дека ова не е добра пракса. Че оди Грковска од тезга на тезга, че кажува дека не сме вака, ама че нема кој да ја слушне. Народот ќе навали по тезгите, че пазари и че се радува на успешнава влада и на уште поуспешниот проект. Простете на се во ова, но чувствував нагон за сарказам и подсмев кон вас, ист или можеби и уште посилен од оној вашиот со кој се однесувате кон македонските граѓани. Мислите дека никој ништо не разбира, дека само опозицијата реагира, дека Европската Унија е приморана да даде остра критика, дека комората на овластени архитекти и овластени инженери немала попаметна работа од тоа да ви испрати забелешки за предложениот закон за урбанистичко планирање. Навистина ли ова го мислите или морате да глумите смиреност и да играте вашата животна улога на арогантни политичари кои одлучуваат и подпишуваат без дозвола од народот? Целиот овој сериозен и национален проект го претворивте во една страшна пародија. Личите на стендап комичари. Само што за жал од вашава комедија никој не се смее. Сите се страшно разочарани и гневни на оваа ваша дрскост. Менувате закони заради национален и стратешки интерес, а за истиот немате основен проект. Како пресметавте дека ќе чини 1 милиарда и 300 милиони евра? Кој експерт ова ви го пресмета? Едноставно, немам повеќе прашања, ниту желба да ве разубедувам дека сте учесници и соучесници во најголемиот криминал досега случен во Република Македонија. Колегата Бојан Стојановски вчера многу убаво ви порача. Кога во Македонија конечно ќе завладее правото, а ќе завладее, вие ќе бидете првите седнати на обвинителните клупи и ќе одговарате пред вашите инсталации по судовите и обвинителствата. Тие инсталации конечно ќе мора да започнат да право раздаваат, а не да заседаваат по владини канцеларии. Тоа време истекува. Вие можевте да го смените, ама имавте други приоритети, за жал. Жалам за тоа. Ова ВМРО ДПМН нема да има компромис за ничи криминал. Она ВМРО ДПМН скапо ја плати таа цена. Вие уште поскапо ќе ја платите. Затоа не сме сите исти. Доаѓа обновата на Македонија и никој не може да ја запре, па ни вие. Ви благодарам.